Земјоделците од Пелагониско и пошироко не се задоволни од приложените нови програми на Министерството за земјоделие. Тие за во четврток најавуваат повтор пат јавен собир. Што е причината? Причината за собирот е бидејќи првиот пат се собравме без поголема јавност, значи после јавноста разбра дека имаме собир. На тој собир ги искажавме нашите ставови дека не се сложуваме со програмите на министерот. Го информиравме министерот со писмо, исто така и премиерот, за да дојдат на овој втор собир. До ден денес немаме повратен одговор дали ќе дојдат, а писмата му се добијани. Потоа, тоа четврток го организираме, значи повтор пат, за да укажеме уште еднаш на тие програми и можно е потоа да се прошири тоа во некој протест. Ако се одлучи за протест, каде ќе се одржи протестот? Па бидејќи ова е на цела Македонија, сакаме да ги опфатиме сите гранки и сите гранки ги опфаќаме и никој не е задоволен. Од сите има представници. Протестот би бил најверојатно првиот пат на плетвар во траење од 24 часа. Значи не 2 сати, 3 сати, туку во траење од 24 часа на плетвар, каде што ќе му биде блиско и на Битола, и на Прилеп, и на Велес, Кавадарци и така натаму. Од собирот која и каква порака ќе испратите? Од собирот ќе ги испратиме исто пораките кои ги испративме првиот пат, но сега поопширно ги повикуваме луѓето тука, значи да земат масовно, да си кажат масовно, тоа истото што го слушаме секој ден, што не треба да го правиме тоа секој ден, дека програмите се катастрофални. Еве пример да земиме во краварството, каде што јас лично сум вклучен. Не може крава од 12.000 да е на 8. Во соседна Србија е 500 евра. Ние 3 години треба да земаме субвенции за да достигнеме србите во една година што ќе ги земат. И тие гледаме дека уште протестираат, а ние молчиме. Не оди тоа така. Дали освен од Пелагонија зад овие барања стојат и земјоделците од другите делови од државата? Па секако и првиот пат имавме, значи имавме лозари, имавме од Кочани за Орис и сега истото ќе биде, ние ги повикваме сите. Во четврток е во 15 часот во Салида, му даваме доволно време на подалечните градови за да можат да пристигнат, да присуствуваат, поканети сме и министерот и премиерот.